Значи, проектот Глобална едукација најпрвен да споменеме дека е поддржан од Општина Струмица преку нивниот отворен повик за поддршка на невладини организации. Тие финансиски го поддржа. Не се работи за многу голем проект, но сепак сме благодарни затоа што во Општина Струмица ќе можеме да спроведеме еден ваков тип на проект. Целта на проектот е да се активираат младите, значи ќе се одржуваат повеќе работилници, затоа малку подоцна ќе спомене мојот колега. Да младите да можат активно да се вклучат во донесувањето на одлуките и одлуките да доаѓаат од нив, а не да бидат наметнати од страна на властите, не само на локално ниво, туку и на национално ниво. Значи малку да им ја зголемиме свесноста кај младите и оние кои што работат со младите, како тие да можат да одлучуваат за нивните работи кои што ги тиштат. Веднаш штом се објавија резултатите на сајтот на Општина Струмица, ние бевме премногу среќни дека како ново отворено здружение, знаете дека Контекст Струмица на територијата на Општина Струмица функционира некаде околу 7 месеци, значи веднаш после објавувањето на резултатите, некаде на почетокот на јули, ние започнавме со првата онлайн кампања, тоа е со споделување на некои едукативни текстови поврзани со глобализмот и потребата на нас граѓаните на Општина Струмица и Република Македонија за подигање на таа свест за што е глобализам и како да се биде човек кој е космополит и кој прима информации од цел свет, а всушност се обидува да ги применува локално, тоест тоа е една од најголемите дефиниции што се репер за современото општество, тоа е Think Global, Act Local, тоест размислувај глобално, активирај се локално. Во тој контекст, ние како здружение сме среќни дека ова е всушност првиот официјален проект кој е во соработка со Општина Струмица. Се надеваме дека во иднина ќе имаме можност да се посветиме повеќе на оние практични, теоретски, едукативни проекти со кои ќе се обидеме да направиме група на луѓе млади кои би биле активно вклучени во општеството и би биле луѓе чии визии и идеи се всушност на дело видливи за целиот град. Она што во следниот период следува, тоа се првите аутдор активности, тоест надворешни активности, освен оние поврзани со дигиталните и онлайн медиуми. Значи овде во процес изготвувањето на еден водич или прирачник за глобална едукација, кој ќе го презентираме во текот на последната фаза од проектот. Овде е изготвување на едно кратко видео, кое исто така е од едукативен карактер. Овде се првите подготовки и оваа прилика ја користам да најавам на граѓаните од Општина Струмица дека во почетокот на октомври ќе следуваат серија на предавања и работилници и презентации кои ќе вклучуваат проекции на различни документарни филмови поврзани со глобална едукација. Овде ќе бидат неколку предавачи од Струмица, а се надеваме и надвор од Струмица кои ќе се обидат темата глобална едукација или проблемот со глобализмот да го доближат до граѓаните. Тоа ќе оди по едноставна постапка на пополнување на онлайн апликација која ќе биде објавена на нашата Facebook страница, секако и на нашиот вебсайт. И да, тоа е всушност во принцип целината на проектот, но она што следува е разговорот на конкретната тема, затоа што глобализмот е нешто кое треба да го следиме за да бидеме поблиску до современиот начин на живење и современото време, тоест што е она што е актуелно, а што е практично и убаво да биде применето.